Центарот за развој Вардарски плански регион доби донација од програмата за регионален развој ГИЗРЕД за реализација на 4 проекти за општините од Вардарскиот регион, поточно за Неготино, Демиркапија, Свети Никола и општина Чашка. Околу 6 месеци Вардарски плански регион преговараше за донацијата. Раководителот на Вардарски плански регион Марко Колев вели дека договорот го подпишале на 17 овој месец. Висината на донацијата изнесува 3.065.000 денари. Првиот проект кој ќе се финансира, а се однесува на општина Демиркапија, изработка на техничка документација за етно село Клисура. Целта на проектот е развој на туризмот во тој дел од регионот. Изработка на техничка документација за нова индустријска зона УЗ-8 во општина Неготино е вториот проект. Со овој проект ќе се овозможи локален и регионален економски раст. Останатите два проекти исто така се однесуваат на изработка на техничка документација за водоснабдување на 6 околни села во општина Свети Николи и техничка документација за реконструкција на патот Чашка село Горно Врановци. Од Центарот за развој велат дека проектот кој тие го подготвувале за Велес, а тоа е проект за индустријската зона Каласлари, општината веќе започнала со реализација на истиот. Со реализација на овие проекти, за кои Вардарски плански доби донација, ќе имаат големо значење за промената на условите на живење на жителите во тие градови. Да, има рокови до месец август треба да бидат завршени. А зошто токму овие, значи од каде идејата токму ова да се реализираат придобивки за населението што би било малку повеќе? Значи, имаше овој процес, како што кажав и преска, беше во неколку фази. Имаше предлог идеи од општините, на седница на Совет градоначалниците решија да се аплицира со овие 4 проекти. Од Центарот за развој Вардарски плански регион најавија дека подготвуваат нови проекти во кои ќе се најде и општина Велес, а најавија дека за годинава предвиделе реконструкција на зградата на Радио Велес, проект кој Вардарски плански регион го најавува неколку години. Велес вчера поплана беше покриен од првата снежна покривка годинава од околу 10 сантиметри. Снегот интензивно опаѓаше до полноќ, а веќе во утринските часови започна да се топи. Од Македонија пат утрово соопштија дека улиците и патните правци низ општините Велес, Чашка и Градско се исчистени. Екипите на Македонија пат, на целата територија која што држи подружница Велес, излегоа на терен уште во попланените часови, некаде од околу 16 часот. И до некаде до 5 часот утринава успеавме да ги расчистиме по приоритети сите магистрални и регионални патни правци. И тие во овој момент се проодни, за сега се влажни, така да во вечерните часови кога паѓаат температурите или во утринските часови ќе продолжиме со одржувањето, со опесочување и посолување нивно, поготово на осојниците и на мостевите, каде што има повеќе веројатност од замрзнување. Бидејќи снегот беше и повлажен, се употребија некаде околу 40 на тони сол и околу 90 до 100 кубика ризла. Улиците и мостовете утрово ги чистеа надлежните екипи на јавното комунално предпријатие Дервен. Остановија врската, граѓаните како и стопенствениците пред сопствените објекти да го исчистат просторот од снег. Врнежите од снег се насекаде престанати, а нови, според прогнозата на Хидрометеоролошкиот завод, се очекуваат за викендот. До крајот на работната недела ќе проложи период на променливо облачно време, повремено со сончеви периоди. Поволните услови кои земјава им ги нуди на странските инвеститори натера дел од нив својот бизнис да го прошират овде. Во изминатиот период неколку фабрики кои се занимаваат со производство на автомобилски делови ги активираа своите погони. Министерот за привлекување странски инвестиции Велес Самак вели дека брзиот развој на овој вид индустрија е главната причина што токму овие компании се најчестите странски инвестиции. Таа индустрија е постојано под притисок, значи е регионална индустрија, тука не може да селите фабрика во Кина или во друг дел на светот, мора да биде во Европа. Се барат постојано локации кои се со конкурентни услови, каде што има продуктивна работна рака, а исто така има ситуација кога одредени автомобилски производители растат многу побрзо од други автомобилски производители во Европа, претежно тоа го гледаме со германските автомобилски производители. Во германски Дрексел Мајер деновиве започна со работа првата поголема група велешани, а најавите се дека до април фабриката интензивно ќе работи на обезбедување дополнителен кадар. Вработените се од најразлични профили.
па пред почетокот со работа неопходно е да поминат известна обука за истата. Самак тврди дека владините представници работат на тоа да привлечат странски инвеститори и од друг вид индустрии, но за сега најголем интерес пројавуваат они од автомобилската. Во овој момент мислам дека може да имаме многу повеќе странски инвестиции и ние не пребираме на некој начин во која или каде, меѓутоа одиме реално онаму каде што имаме и најголем потенцијал и можност за успех, а постојано имаме дискусии со фирми од различни други сектори. Во Велес наскоро треба да започне со изградба на својот погон и германски Маркарт, кој исто така произведува автомобилски делови. Околу 500 велешани е предвидено првично да се вработат во компанијата. Градоначалникот Шадиев најави во скоро уште една инвестиција, но не открива детали за каков вид на индустрија се работи. Привршуваат подготовките на првата премиера за година во Велешкиот театар Джинот. Идната недела на 6 февруари се очекува премиерната изведба на Кралот Лир од Шекспир во режија на Звездана Ангеловска. Во представата глуми целосниот ансамбл на Велешкиот театар, збогатен со Зоран Јутков. А раководството на културната установа најавува едно специфично театарско уживање за велешката публика. Ќе можеме да видите односно една несекојдневна представа, многу така зачудна, интересна, модерна, современа, без некој голем патос, како што сме навикнали да ги гледаме трагедиите на Шекспир. Една многу интересна, според режисерот и според моје толкување, една трагедија која има политички контексти во себе си од самиот автор, од Вилијам Шекспир. Се разбира, не само политички. Нам ни беше поинтересно колку се драматични родовите моменти, фамилиарните моменти, што е фаталната грешка, што би било кога би било, зашто Лир постапил така и така натаму. Улогата на Кралот Лир му припадна токму на Витанов, а во представата се појавуваат и на новите млади актери, кои официјално на театарот Джинот му се приклучија минатата година. Оваа представа беше планирана во програмата од претходната година, но театарот велат дека поради оправдани причини премиерата била преместена за почетокот на оваа година. Не успеавме да ја реализираме со оглед на условите овде во кои работиме в зимно време и со оглед на тоа што режисерот на представата Звезда Ангеловска беше интензивно зафатена едно 4 месеци во представата што се подготвуваше за отварање на низината матична куќа, значи стариот театар или ново стариот театар во Скопје. Така да проценивме дека нема потреба да брзаме вртоглаво да го стигнеме терминот 31 декември, дека сега за некое време ќе и дадеме доволно време и простор да излезе на квалитетна представа. Повеќе детали за Кралот Лир ќе бидат познати идната недела која ќе биде одиграна и премиерата. Од театарот Джинот, пак за оваа година, најавуваат богата театарска понуда, со надеж дека во вториот дел од годината представите ќе ги играат во новата театарска зграда. Службите на СВР Велес кои работат во склоп на територијалната противпожарна единица остануваат на истата локација. СВР Велес под чија надлежност е ова одделение побара од локалната самоуправа продолжување на договорот за користење на просториите. Советниците ќе разгледуваат одлуката на предстојната 15-та седница што ќе се одржи во петок. Од причина што временскиот рок за користење на делот од објектот истекува, се предлага продолжување на истиот објект уште за наредни 5 години. Инаку станува збор за објект кој што, како што кажав, се наоѓа на улицата Асно и е во склоп на објектот каде што работи територијалната противпожарна единица, додека во делот кој го користи Министерството за внатрешни работи сместени се дел од неговите служби, по-конкретно матичното одделение. Поради континуитетот во работата на службите, кои имаат потреба од користење на истиот и нудење на услугите на граѓаните, предложено е и ова решение. Овој простор е премал за да се излезе во пресред на сите граѓани. Во иднина, предвидено е овде да останат само службите кои работат на издавање лични карти, пасоши и сообраќајни документи. Останатите служби кои работат на издавање документи, извод за венчавка, брак, раѓање, смрт, предвидено е наскоро да се преместат во друг објект во центарот на градот. Ние изгледа тука во Велес ќе одиме приватно, со изнајмување на простор. Значи тие понуди сега се процесираат во Скопје, така да ќе избереме една понуда и ќе бидеме во поширока просторија. Наскоро се очекува да се избере најповолната понуда по распишаниот оглас за избор на локација, каде во иднина ќе биде сместена управата за водење матични книги.